Сите вие присутни тука имате можност да бидете сведоци на еден благороден настан, на нешто што не се прави за ништо, туку се прави од срце и од душа. 5 декември е, односно беше денот на светскиот волонтеризам или светски ден на волонтеризмот. Беше на 5, но заради низа на настани и не треба да се сеќаваме и можеби треба да се сеќаваме, се случува денес, но ништо не е побитно од тоа дека не е заборавено, дека сега во овој момент се случува. И јас кога ќе се присетам на некои нешта во својот живот, првата работа што ми паѓа на памет за волонтирањето е мојот дедо. Тој веќе не е меѓу нас, одамна е заминат, како што ми велеше тој еден ден кој ќе се пензионирам, а тој веќе 10 години пензиониран, ми велеше, ај сега ќе слезиш долу до визбата и ќе донесиш едно гајбе со дрва, и јас му велев, ама дедо, не можам сега, ајде снег има надвор, ајде волонтирај во визба, ми велеше. И јас така волонтирав секоја зима по едно 30 пати, затоа што се греевме на дрва. И после почнав да волонтирам. Баба ми велеше, ајде волонтирај во визба да извадиш земка. Баба ми велеше, качи едно пластично засилење, волонтирај, и јас волонтирав. И веројатно сите ние во нашите детства, кога и да биле, какви и да биле, сме волонтирале на свој начин. И еднаш вистински имав можност да волонтирам, да ви кажам искрено, тоа беше некаде во 2000 година, волонтирав на следниот начин. Нашата асистентка на факултетот за драмски уметности ни вика, дечки, треба да се случи еден голем настан каде што ќе има околу 500-600 деца и вие како млади студенти мора да се појавите, да волонтирате, да ги организираме. Ќе внимавате, значи чувствителна е темата, станува збор за деца. И кога ни рекоа дека станува збор за млади деца, рековме, не, можно, што ќе правиме сега? Се појавуваме на настанот, ние 7 студенти, а таму над 600 деца и паника не фаќа, не знаеме што да правиме, и прв пат се соочив дека волонтеризмот е многу сериозна работа, дека не е туку така нешто се собираш ти ставаат делече, и почнавме да бидеме помеѓу толпа од 600 деца. Требаше да се организира една приватна игротека, која што ја раководеа сериозни фирми, и сето тоа го правевме во духот нели на добрата волја, на сакањето, на колку се прекрасни децата. И го сторивме тоа што го сторивме, одлично го поминавме, го запознавме местото, можевме со мижење во тие неколку дена организација да го поминуваме од влезови до излези, до главни занимални, се што постоеше, ние запознавме со тие 7, односно 6 други мои колеги, и по една година ни се јавуваат и ни викаат дека оваа игротека веќе почнува и официјално да станува значајна и почнува да функционира како нормална игротека, и дека баш нас, 7 студенти, не бараат да не вклучат да работиме со хонорари. И свативме дека од волонтирањето предходната година ние добивме нешто. Научивме, значи како се работи со децата, стекнавме знаење, стекнавме доверба, се запознавме, односно инвестиравме во самите себе си. Почитувани мои, вечерва на оваа сцена ќе видите едни други волонтери кои што се предвестници на она што би требало да се случи. На еден сосема волонтерски начин јас се вклучив во подготовката на она што тие ќе го прават оваа вечер тука. Тоа е театарска представа, јас случајно или не и професионално се занимавам со тоа. Децата се одлични, гениални се и супер се вклопуваат во овој настан, кој што подоцна ќе премине, да ви кажам, да ви предочам дека на крајот од оваа театарска представа ќе биде и официјално додолување на плакети, додолување на награди и еден куп на работи кои што ќе ги направи претседателката на Црвениот крст. Тоа ќе следува после представата. Значи, овие дечки спремија една комедија за вас и вие сега ајде еден волонтерски аплауз да ве слушнам тука. Ништо не е позначајно од тоа. Знаете дека, ајде волонтерски, нека трае волонтерскиот аплауз, не може да не поминувате со ете така. И сега веќе нема тема, знаете дека нема тема, и јас веќе немам тема. И сега бидејќи нема, веројатно нема онаква секретарка која што се вклучува, вика, ве молиме, исклучете ги вашите телефонски апарати и се звучно што имате, веројатно не сте дојдени со радија, не сте дојдени со приемници, со микробранови, исклучете ги и да ги проследиме волонтери, значи представата е од волонтерите на Црвениот крст. Уште еден аплауз и представата може да почне.
radite? Ne meni se budalo, da nema denarja, nema... Što storene? Teksto. Mi отпадна едно зебе. Никогаш јас нема да се навикам на овие скаливе. Имам среќа што те сретнав, бидејќи да не беше ти, јас не знам како ќе ја пренесеш целата ова наука. Си нашла пари да купиш све ово. Баш така што ја мислам. Да, тоа беше прав спектакл. Тиквар од менаџер целиот преплашен попушти. Поплатив ми кога што сме одлучили. Морам да кажам дека колко е препло. Сакаше си да изгледа на радија, не сакаше да се даде ни името, а ни адресата. Божанствено. Знаеш што? Крашчето за рукавчета. Виж, могла сам да очекам како за нов се бъде поузети хариде. Ма не, чарапно нема чарапа, се покинуле. Ма не, хариде и чарапе, знаеш што? Да, но
меѓувреме навистина дојде полиција. Да, беше права забава. Ама не поради тоа што ние не ја плативме робата, туку поради тоа што се собравме на едно место, еден куп мажи и жени да направиме нешто храбро и праведно. Бога ми баш ги средивме. И тоа така што се преплашија, па во едно самопоскудо ги спуштија цените. Ристо има да ми направи таква сцена. И тоа толку малку пари што ми останаа денес. Леле, јас немам со што да ја платам ни струјата ни гасот утре. Добро, барем за киријата не се грижам, бидејќи ја платим веќе 4 месеци. Ами кирија не платим веќе 5 месеци. Без везе. Ки си дојди? Станувај, ајде, ова се мора да се собере. Леле, ќе ми уми. Не, направи ми услуга, те молам. Земи по нешто од сето дома, нема овде се да собере. Не, спава ја не. Сум така река се ќе нема чего да ти правам. Не зборувај глупости, ајде денес се дава на Венесија. Ајде, земај ги. Еде, ова да кажа, не, знаеш šta, тоа ти е само около краđена роба. Па пусти да тај би около снами. Ајде, заминувај, ајде. О, добар ден. Афродита. Како си? Добар ден. Арна? Пати на колко да сваѓате кога занимаме сошката. Што му е на Афродита? А зашто што треба да ја видиш? Цела подуена напред по стомак. Сигурно пат гледаш жена со стомак? Сакаш да кажеш дека е трудна? Па сега тоа е единствено што може да се случи кога водиш љубов, да? Добро. Ти салам си, бе. А преходната недела видов коштица, сега ко буре. Меѓу другото, минатата недела до денес има 7 дена. За 7 дена, Слушай, жено. Може сум глупа, ама не сум да толку се и ти. А другото ти ми нема кажано. Работиме на иста линија. Се уште кажува за него за жена му. знаеш, има работа затоа што човек и не сака да се расприкажува наоколу. Како тоа не сака? Па така, може би таа се уште не му кажала. Како тоа да ми кажа? Па така, убаво. Да не стана случајно срамота да добиеш бебе. Не, ама тој може би се уште не знае, ако не знае како да ти каже тебе. Што тоа не знае. Па така, може би таа не му кажала. Знаеш, се случува. Ипак, ако се случува тогаш, како стана да време? Изгледа таа се уште не му кажала ти, бе, не му кажала. Што збораш? Па ти размислиш што зборуваш, што ще отговорим. Сега ти се обяснам, бидејќи ништо не ме разбираш. Добро, значи, еве, Љубе, освоја на неја игровеше како не бил моментот на сред оваа криза, требало прво да се сведат. Знаеш, и ако таа бебе дека постани бремена, ќе дадат отказ од работа. Да, ја терали да земат таблети. Ами, ако ја терал да зема таблети, тогаш како стана да време? Па таа е строго побожна, значи папата рекол дека таблетите се греф. Таа изгледа не ги земала. Ако не ги зема, таблетите се случува да не действуваат. Се случува, знаеш. Епа, не е крива. Чекај малку. Прво, папата, та стомакот од 9 месеци, па мажот му што не знае дека таа е трудна, добро спасија Арна се или така малку. Како да заприметите, толку разно е кога таа е целата стегната. Стегната. Каза, утрата
села да се влюбила со Завој само поради него. И јас ти реков, ако не ги тргнеш тие Завој, знаеш што ќе добиеш? Што ќе добиеш? Сплескано бебе. Затоа не ги тие Завој, јас го рече. Тој поважи. И така, таа се одлучи да ги тргне. И пуф! Стомакот излезна и пролета да го балон. И уште реков, ако тој маш почне да се противи, ти пушти го тука кај нас, па мојот ристо да му објасни некои работи. Го постапи? Зар не се поправа? Си, како не си. Па си, како не си. Каков ти е тој одговор? Ти нешто тука на моја сметка ти правиш? Ке се шекуваш? Знаев дека јас ќе спаднам крива. Не, или сега ќе речеш дека пак имало некои си проблеми на работа, дека ти изнервирам, не? Ајде, уста. Јас да ти кажам што ми се случи. Постигнав од работа, и така, палмином погледнал од стивата, и го ќе видам, што ќе видам. Се накотиле купој женишта. Да? Да. Да, робата натоварени. Да? Ти знаеш што ми рекоа јас? Не? Как ти кажа? Как ти знаеш што ми рекоа јас? Не знам. Дека ништо од тоа не платиле. Ти, што мислиш ми интересира? Многу ќе си пуњат мажите што ќе му речат, а? Браво, жено, го постапиш со браце. Така? Наместо да... Наместо да што да ја кажи? Наместо се тие конзерви и кутии, да ги кодат една по една право бла. Баш плава? Ами каде? Слушај, Спасија. Мене да ми е таква. Мене дома да ми се погоди некоја таква. Мора има да ја натерам да ја проболта конзервата. А заедно се клучат затварање? Мора гради си фискална да ме да тема прича. Што се смееш? Озбилен сум. Види ми на паметен да не текне такво нешто напред и јас. Знам. Што не знаеш? Апсолутно напук. Заминам од ова кутијата и си соберам сите партали и збор ќе нема да ме навидиш. Море не, малку е то за тебе. Ќе зимам едно сукало и така го ќе те тепам. Се дури не го изустиш последното. И пусти ќе си побараме еден убав така разум. Ајде. Така ти стојат работите, ти можеш уште веднаш да си заминеш. Не, братата. Дури без развод. Како смеш ти мене да ми наметнуваш такви работи? Па јас сум како би те доставила да цркнеш од глад, неголи да ти дарам да јадеш крадена роба. Ако сакаш да јадеш, имаш право и да цркнеш. Престај да работиш, ти кажеш што има за јадење. Едам дека е добро, ама шо е? Не знаеш да читаш? Многу го знам да читам јас, само да можам да си поверувам што читам. Супер збогатено месо за кучки и мачки. Ами то може одлично, ама одлично за кучки и мачки, може да трипат на таблата. Ништо подобро не може за таа цена. Патем, хранливо е, малку чини, полно е со протеини, и вкусно. Ево ти да ти пишела. Ти се драпаш со мене? Се драпа, одиш ти некогаш на пазарење? Знаеш ти какви се цените денес на маслото, на месото, на шунката? Па се е толку поскапо само од вчерата, не од порано. Баш би сакала да те видам да најдеш нешто. Се има скрижица на задриско. Такова војна. Каква војна мориш, што го претеруваш? Во секој случај јас ова не ти го јадам. Уште не сум некоја куча и ти не си некоја мачкица да речеме. Зај си ме на шума
нема нищо друго дома. Има, може да ти направам чорба. От чого? От зърна. Какви църни зърна, моли жено? За канаринци. За канаринци. Отлично е против шекерната болест. Ами тоа гнома, јас не сум шекераш. Добро, сега тоа ти го некоја бране, по заштита против шекер. Знаеш, освен тоа, на пола цена е од оризот, ориз повеќе немаше, имаше смокченица. А си знам, јас ти тоа не го сакаш. Чекай, брат, чекай. Ти не си саламури, ти ватупа си. Од мене сакаш да направиш, некој си куче, па некој си маче. А сега туди канаринец. Шо е слегнал спасија, кажи ми, магаре, свинја, шо? Свинjите се јадат. Ето здравие се. Значи, слушај, соседката, свекрвата ми моја... Прекин да збориш така за мамо, ти стварно ќе се вкараме, пък нема правим муа. Значи, таа тврди дека на татко ти му прави јадење од тие зрна секој ден. Тврди дека е сјајно. Видов, почна е пердови да прави. Стигна, магаре. Гледаш? Дедо дури некако зајачки глави. Зајачки глави! Спасијар, на се? И температура имаш. Леле, ти пак ништо не знаеш. Стока ще. Не, ти пак ништо не знаеш. Чорба од храна за птици се прави со зајачки глави. И тоа се замрзнати, не се обични. Се надевам не си станал противник на замрзнатата храна. Не си ја. Полиција! Јас? Што имаш направено? Ништо. Кој бе ништо? Ништо и ништо. Ма може кој било да биде ти не. А ме кажа дека полиција! Сакате од мене? Претрес. Еве мало. Претрес на целиот двор. Што? Слушајте, не правите се наивни. Сигурно знаете вие, а и сите тоа го знаат, дека имаше кражба на нашата проклета самопослуга. 1000 мужи и жени се изнакупиле тони роба по намалена цена, а многу од нив и ништо не платиле. Го бараме пленот, со сила купена роба по намалена цена. Дека име да бараш? А што ќе речат? Дека сум арамија, хулиган, крадец, преварант, па сега туди манијак. Слушај, мамо, ја добив наредба и баш ќе ја извршам. Само ти повели и работи најлошо што можеш. Ти благодарам. Нема зашто. Само те предупредувам дека тоа ти е провоцирање, заплашување, а сега дури забедување. Ја ти кажам, ова не е убаво, не е убаво твоја страст. Не само тука што не пуштате да умираме од глад, туку доаѓате дома и ви се смејувате. Е, вистина. Гледај што ја да. Супер збогатено место за кучки и мачки. Но? Не боли, што те боли? Гледај, види се какви срања. А знаеш што? Се друго е скапо. Скапоцено од твоите очи. Тоа, во очите на главата на зајако. Од кај знам, па може кријат. Чекај, ти озбилно го јадеш. Неозбилно, морам, во секој случај не е лошо, знаеш, пробај не се стегај слободно. Не повраќам на дужност, ти благола. Синете нареднички, ова... Вие наредничка сте или шо сте? Да, јас сум наредник. Наредник бе. Шо сте? Какви се тогаш тие погромни зборови за на полицајка? Ви се молам, такви зборови изговоруваат само оние обичните луѓе, политичарите. Ние сме слуги. Слуги?
немаше нищо друго. Па ете, ниту за мене немаше ништо друго. Или да го операм ова, или да цркнам. Ја имам факултетска диплома. Ја дипломирам. Чиста философија. Татко ми со години го стегаше каишот за ја да можам да студирам. И на крај, каков избор има? Или да чистам улици, или а сега, онда, догледај ми убава вечер. Море, мајката! А сега се заминуваш туку така, а напред се куќава ни малце. Е, тоа веќе ме навредува. Фрки да му се не види едно око. А не. На намештајот. Од кај сам бе јас дали дека под креветот или во плакарот може има нешто? А зашо? Да најдам уште некоја vreќа со храна за чивави или уште некоја тегла концентрат за товење пастрки. Не ти благодарам, ја попрво не би. Догледај ме. Догледај ме? Шо сторе полицајка, бе? Ај тука беа? Кој тоа? Што бе, разумале само стан? Беа, да. Ај што најдов? Треба нешто да најдат. Тоа така ништо јас. Знаеш, кога човек може би е убеден дека нема ништо во својот дом, кога ете... Па ете кога му гондете легува во станот, за да го навлечат, да го наместат. Паруваш? Да. А да не дојдат тука да ни подметнуваат кутии кекс и шекер случајно? Под креветот, по плакарот. Баш под креветот. Не, јас тоа така, по принцип го зборувам. Чекај. Дај да проверам. Ти да провериш? Не. Ти со тие велканите раце мене ги ми одопираш по столнината? Но јас со овие раце дица правам. Јас ќе си проверам, јас. Има нешто? Ништо нема. Сигурно? Да бе. Добро. Ќе да го. И па дај јас тоа што плакарот ќе го проверам. Афродита дојде. Афродита мори. Чакаш тука мори? Што е? Едноставно без зборови. Гледам. Утречка таа била сама дома, кога ги слушнала сите тие полицајци како доаѓаат. Просто се пресекла. Дури еден полицајец сакал да ја допира утробата. Мајмун, зашто? Зашто им се завртело во главата дека под палтото наместо бебе има некакви си макарони и тестенини да ти работат. Можеш да си замислиш? Мајмуниште, Афродита каква ти е сега, кажи ми? Таа се уште не го состојба да зборува. Дојде Афродита, седни си на крајот, Ајде, ајде. Афродита, дојди седни. Ама чекај прво со плечи во палтото. Говори, значи сега и е по-добро. Ама те молам, Афродита, со плечи го. Остави ја. Ако сака да остане со палтото, нека остане. Може би има температура? Добри. Не сакам. Ете, има породилни болки. Од сега? А ти што знаеш за тоа дали од сега? Ти пред половина час не знаеш дали е бремена, па сега од сега. Ова млатен ти ни предвремено. Што сториш ти кота? А што знаеш ти за тоа дали е предвремено? Ти се пораѓал ти некогаш? Јас не знам. Покри се со прекривачот. Ајде. А ти своди се на другата страна додека таа се. Лепеш ти така. Не шали. А не сака! Сака, ајде. Смири се, се до тоа помина. Не плачи повеќе, ајде, диши. Браво. Ама се пак има по други толки да викаме без да помош. Да. Натаму. Сега
само сакам да кажам, нема ти 5 месеци, се заедно. А што? Да не би можеле да будат љубов пред тоа? Па ти полош си од оној папата. А да не си заборавил нешто случајно? Многу нормално дека не сум заборавил. Бога ми, јас сум заборавила. Мрш! Кој да ми кажа дека почна да водат култури од се заедоја. Мој Србин ми исприча Ама јас никој. Ова е веќе да побудиш? Не. Неки да се разприкажува за такви интимни теми наоколу на првиот како што ќе најде. Извини, јас не сум првиот за кој ќе најде, туку јас сум негов пријател, негов best friend. Ми разкажува, ме прашува, што јас сум постар. Поискусен, така Ма сме ја. немој, ама што тоа? Да не кажам сега. Мрш! Смири се, не претресе бетина. Да ми се сте зубети. Тоа е таа бети, бе. Па која е таа Бети? Престани да повторуваш по мене. Некоја наредничка. Јас сум шеф на полициската станица. Па тој е шеф на полициската станица. Престани да повторуваш по мене. Да? Молам, Сегни. треба да извршиме претрес. А то го изврши Бети. Нема никакво тоа значење, повторно ќе извршиме. Мај! Зашто не си верувате вие ни Салтургија? Па сте се навртиле тука да проверувате. Да не случајно му се излижавме или направивме некоја сплетка, па следно ќе дојдат овде граничари, па царинарници, па подморници, друго, што може друго? Може и нинџа корњач, не знам. Желки, желки. Нинџа жилки ќе почнат да скокат тука. Слушай, престани да ме збунуваш. Остави ми да се извршиме задачата. Ајде мене. Што е? Не гледате? Гледам, не што гледам. Има големи болки. Предвременно пораѓање, а само 5 месец. Пред малку имаше криза. Има и вашиот колега што сакаше да ја добие гробата. Не добираат гробата. Да проверят да не наместо бебе се крие внатре некој пакетче макарони или ориз. Слободно и вие проверете. Кога држат на утроба, може би сака да пипа, нормално, така. И онака е таа самообично чупе, не е некој чупе на некој индустријалец поради која сместа билете низ оваа врата. Море не само низ оваа, низ вратата на вашата работа. А затоа, кој бара? На вече начин. Се наđеш или неште? Не. Слушај, ти тука само нас се сидиш овде, употребиме сила и ќе преминува физичка сила. Да, сега навистина е претера. Ма како не сака, мора да сака. Ајде ќе однесеме. Што ме гледаш овака? Каде ќе однесете? Во болница. Ама предвремено е, 100 пати ви кажа. Одлепи бре! Таа ќе се породи со помагањето во амбулантното возило. Откачи бре жено! Како тогаш? Ќе прежи. Ќе однесеме заедно со жената да се ноши горе. Ајде, увртете ќе да лошујте. Која е лелта чудна? Ајде сите побарците, ајде. Што се обрза? Ајде нако, ајде сите нако. Ама како? Ајде нако, ама излизај! Излизај! Како тогаш ќе преживее утро дете од само 5 месеци? Да, како толку мало початор, што да прави, да кампува, а со 5 месеци нема да го земат ни од извидници. Па вие немате невистина поима за ништо. Подобро сте пошли некогаш баш овде во гинеколошкиот центар, да видите каков напредок го стваруваат. Успеете да извршат транспресадување. Не го те времено. Кој нема поима? Па ти немаш поима. Јас немам поима. Па добро во кој свет живее таман? Па што прашуваш кога веќе си дошол таму, јас кажу живеам, а? Кој сега нема поима? Добро, јас немам поима. Слушај, отидаш нас овде, само за да употребиме некоја сила. Ајде, помогнете ни, да одведете. Не може таа овде вака да остави. Нема потреба од такво нешто. Па јас ќе дадам согласност, нема потоа ти за некако јас ќе скратил нејзината неопходна помош. Аха,
Значи вие сакате нас прекусила да не пигнете во тоа амбулантното возило. Барем ако не оставате да живееме како што сакаме, оставете не, да умреме како што милуваме. Да ти кажам право, не можете ми пак, ниту пак да умрете како што сакате. Ти не може да има некој закон против умирање. Šta ми не ти рекол? Ајде бре, значи би веќе. Добро, ајде сега смири се, помогнете ми, ја однесеме. Што за? Не жени, човек се не жени. Не дај пристанак, не жени. Не сака. Добро, добро. Ќе отидеме. Би сметало да барем да излезете на момент, мојата пријателка не е облечена, ќе треба да ја помогнам. Се разбира, нема проблем. Жените децата прави, мажите по нив, мислам, налево круг, излегувај! Ајде, да безлегувај! Малко sam da će ovako da se davaš špric, može se i kesi lik, šta će tek da budu bolnici kako će da truneva od makarona? Inače pa molim ti koncert. Pa ništa nema da vidi, nema da stigneme do bolnica. Da bome, jer će preko toga nas uhapse. Кој ќе ти лопси? Ние во амбулантното возило ќе им кажеме само на болничарите во што е работата. Тие се добри луѓе, сигурно ќе ни помогнат на наша страна си. Грши, како би кучка. Што се случи? Детето му го пресадиле од една во друга утроба, има да го стрефи контраинфракт. Ова чудно мириса. Солило. Турчија. Тука сум се осеќам.
Вика, машината за перење не се пани со заварувач. Опасно е, жено. Ки видиш богослуг. Ненормална. Спас овден да не го дочекаш. Ох, маки мои. Слободе, има ли некој? Може го. Браво. Како си? Шапреш тука? Како шапреме со овде? Па не си на работа? Се случи нешто, ќе ти кажам после, ја барам жена, не е тука негде, дома се разотворена оставила, нигде не. Твојата жена? Мојата жена, кој ќе би? Твојата жена... Заминае со Спасија. Спасија? Да бе? Ја идеја. И знаеш ли женски работи? Какви се тие женски работи? Чекай, да ми кажеш не. Не, паничиш. Кога ти речам дека се женски работи, то се женски работи. То нас не треба да ни интересира. Како не треба да ме интересира? Мора да ме интересира, ту како? Па сега дури мора, а? Па што не се погрижи бе да резервираш барем еден кревет, барем пред еден месец. Кревет? Како кревет? Што ќе ми е кревет? Нормално, то се женски работи. Само кога ги повикаме на нашите брачни права, хајко ќе се затруднат. Ќе му го дајме приход со платата и знаеш се како можеш и умееш. И после, му иди папата на сон. Да. После ги тераме ние таблети да пијат и на крај сидат пелените. Чекай, за шо збораш ме ти, Ареси? Велам, премногу сме равнодушни и тие си имат право. И не сме станати на некој начин како некои експлоататори. Ништо не сме подобри од гати. Каква врска има то со тоа што Зеле излезе од дома, ја остави цела куќа затворена и замина. Не ми појадува бе човек. Љубе, кај ми е маслинката? Кај ми е маслинката? Да не сме. Што направи? Изедов. Зима второ куса ќе ми се крајнеше, сега ма нема. Добро, дали си ти сала? Мату, сега го си. Ти бе, ќе му изнеш маслинка да дури на собственото чидо. Одуста! Маслинка на собственото чедо. Папата, ти нормален си што збораш? Да. Па знаеш, у нас у билото што истекува. Со маслинките. Това. Остај дотуку да си почнеме од папата. Сигурно знаеш што му зборува на жена ти насом кога му дојде. Така, знаеш? Чекай, папата збора јасно. Па, сонува, како тој му зборува. Не јазувај таблетата! Не јазувај таблетата! Ама, жена ми не зема таблетка. И па, ти знаеш. Шо да да кажеш? А дека не ја зема таблетата? Па само што ти рекол. А ти од кај знаеш? Па не треба никога да ни кажи, брат. Не треба таблета. Не може да има деца. Да навлек, ама има проблем. Нема таа никаков проблем, друже Србољубе. Само што чисте под водата. Што вода чистеш? Па и не беше то баш некоја си вода, туку ќе беше некоја соливо. Само ти што ми изедената. Афродитът поја си се врзвала со Сафо, а моја на Спасија паметната му рекла си се разбил. И кога наеднаш на таа Афродита стомако рагал! Исто како во 9 месец дај. Чекай, јас не пресвајам тоа на мојата Афродита. И на твојата бе? Моја? Да. Твоја е во болница. Шо е вода постои? Па ќе се родеше тука. Тука! Не тука, овде! Ја стави малце. Кај ми е жената? Болница. Во која болница? Таму кај што ги пресадуваат предвремените бебења од една во друга утрова. Чекай, ти ми мешаш баби жаби овде. Што му брат ги пресадуваат? Ти скроз си смутан,
bekaj si zostala, zbog kameno to vreme. Aj, objasni mi to interesantno. Slušaj, prvo вземат един шатор и внатре го изпълнуват собствено. И после ги вземат татковците. Като ми рече спаси, майките, не, ги вземат бебинята и после правят царски рез, много нормално. И после кога го направят царскиот рез, се ти автоматизираат. Застани малце, преди са го да изтами операта. Сече! Точно, сечат па се зашиват. Добро, дай ли ми е за сечението, автоматите, папите? Значи, дай ми мене, не мога, ми мени кодай. Немам имени. Немам имени. Како немаш имени? Па така, шо да правам да прелистувам кој има по градов, немам ни телефон. Не, ти со, така не ме чача, он долго бара, најдам крајата пуста болница. Ами чекай малце. Што да чекам? Тоа е гинеколошката клиника. Која гинеколошка клиника, бе? Таа другата страна од градот е. Зашто бе таму? Абе таму ја усовршиле таа посебна техника тоа присадување. Таму тие сами се наоѓаат друга жена. Може да биде таа некоја наистина другарка. Некоја што ќе се напати, тоа го направи. Некоја што е доволно блесава. И така си го прави царскиот рез, и кога си го направи царскиот рез, и се води во преглед. Јубен! Спасија! Па спасија со Афродита! Афродита и спасија, тоа е експлозија! Заминувај! Тоа е толку мртна дошли да направи се за Афродита! Заминувај! Чекај, ќе спаси бе, застани. Не можам да ти поможам, излегвај! Не, кој не требаш да тебе за помош. Па јас сум најблизо кон нина. Абе, мене не мисли бе, брат. Ама јас сум сопругот. Ти си сопругот на втората мајка. Јас сум на првата. Ама мојата жена, мене ми е жена. Супер, па упознате ме. Јас здраво согласност, не ти. Да знаеш, ако направиш такво нешто, дека ќе направам мојата жена да живее со теб. А вие да живееш за теб, за мене. Зборувам за мојата лична жена Спасија. Добро, нека живеј. И уште едно да знаеш дека ако си го храни детето, може и мене да ме. Не, брат, не знам. Зашто? Јас сум вториот татко. Ти си вториот татко, ти не си вешан, јас сум првиот татко. Не, јас сум првиот втор татко. Ама јас сум првиот. Gostite! Hajma! Не помагай, уживај, не помагай. Кој не помага и ништо не знаете. Ноти да играте, призури да правите и ништо. Ей, син ми будал. Пушти! Абре, добро. Една дома, една кај син ми дома. Може и. Однеси, однеси. Горне. Шо има таму? Шо има таму? Ај да видим. Ништо нема, ништо. Па ништо нема. Шо ќе има? Не остава ти нешто. Све пусти. Јас дай ми пари, тие испусти. Јас ова, тие друго. Шо има ова? Шо ме намести? Турни го пова. Намести го ова. Ова отвори. Направи нешто. Ако папа, окей. Ова
na stolče. Na stolica i tuka. Va. Ovие чашите, знаеш, како очите се чуват, не оде до работ. За гостите ни се прв пат ги отварят. Како очите, ама не гледам ја. И не слушаш, не слушаш. Што имаш умте зуби? Подавни са. Само викате со она стара. Парно замине на бања варем да ме акци. Земи и овие, зашто си ги купила. Чаша ми фали, гледай. Земи, зашто си ги купила. Чаша и палево, на масава нема чаши. Ти си сире. Гостиве, та гостиве. Гостиве, та гостиве. Кој гости ќе веа? Тука нема да седни некој. Ќе седи. Гледаш столица таму? Тука И дали нема. гледаш? Ќе седи. Гледаш столица? Што да ви гледам? Столица. Немам мака со столица. Да ни гледам. Ова ракија е. Сок, сок, не сте сите пијаници. Што не биде? Знаеш, види како ми намеси. Ова мијана е. Нови си, ти реков, нови, нови. Тие да луѓе седели некој преправ. Дошле. Само Леле, мене дошле. ми викаш. Влези си, влези. Па јас ме лично овде накрај. Ќе си седнам начел. Нема, не там. Не там, оти овде, на подложичка, на столче. Да те пази, да си. Добре. На столче. Ти чист. Ништо, будал. Ја се ова лана, види. Чашава мијана е, не е мијана. Види ја. Што е добро? Добро вечер. Ајде. Здраво, здраво. Здраво. Собравме. Мама ми кај е? Кај е ушно? Ова шопне. Што е работа? Ајде море луѓе. Ке чекам, кај е овој? Ке дојди. Си викам ке дојди. Кај ова син ми будало добро? Син ми будало добро. Еднаш ке се собериме. По пиво ми речете кој. Кој? А музиче да пуштат не може, вака, да не ме слушам кој ќе може. Ајде. Ајде. Што ќе пушта? Забава, старина, забава. Каква? Ќе видиш. Господе. Кај бе, кај? Немам телефон да му се јавам. Смири се, ке дојди да се најдеш. По пиво и не си. Нешто ќе биде, чекај. Која музика ти? Види. Види. Па ништо не слушаат. Озбиљно нешто. Слушате нешто? Дали слушате нешто? Никој чуе? Тука не, тука не. Никој не слуша. Молим вас, момент, да. Оскудација и код вас, па и код нас. Зато сме морали користити звучни себо. Ајде прекини. Сакам кажам, не знам речам се. Ти бре, то стај
Сајте Србинката, сака да каже дека цените си кај нас и кај ни вимдати во воздух, па се нема, па се мораме со звучник се тоа што се прави. Па како ти така? Нема се паро. Абе да кастиме, јас сакам ова копанчето. Што домаќини вие вака, Тиморе? Кај беше? Ами јас бев... Јас ќе Неќе бев сега, па се што те интересира тебе, то се машки работи. Јас ќе ова... Вести, вестите, ода, да ги гледам, оти овде, кутјава, све, Мене прочитав много глобално шкофе. Само змијари. Ејти јас сум змија. Да? Да? Ти мене на жена ми така? Јас? Ти? Е ти на жена ми? Тај жена ми. Тај жена ми. Спасија! Кој кога замина? Не се не сабрат. Ајде наши си сюда. Ajde, stane. Znači, sam niko ne ostane, niko nema što ti stane. Stane. Трябва да се Šta обостија. da staneš? Ostane posle. Те запати. Ne, stani. Ејно? Не беше било вала ще да приличе. Ти сега прилика. Тргнете се, опасно е. Сигурно пренесуваат некој запалив материјал кој може да експлодира у секој момент. Ја више не можам да разберам шо прави. О, заедничке. Гостите. Изле сега што се погаѓаме за точниот момент. О, тоа си ти, здраво. Еј, и вие таму, тргнете се. Тргнете се сите. И вие тука, бегајте, бегајте, опасно е. Ја позорашава е? Мој човек е нормално. Вистина? Заедничке, дајте го да го тргнеме од тука, ти овај устична сода, ова мора да стргне од тука. Добро, али како изведено тоа? Па не е небе тешка работа. Христос. Дај да ги викнеме сите тие од таму, па се това да го префрлиме ваму. Еј, вие таму, дојде тука помогнете. Тие мои пострани. Што гласно да ти кажем право? Слушото, Дека се пострани. баш ме подсекаш на мојот бивши газда. Тој имаше 5 пустар од него. Ти беше одличен чувар и само него му купи апаратче за слух. Апаратче за слух за кучето? Да бе, му врза на внатрешната страна на ногата. И него му се мачаше како кучетата мачаш. И појде да муча кучето, кревање ногата, мачање директно на апаратот. Хајдање спој, кој експлодира та джукелата, ни джукела се биде и мачка кучето. Се вижда во воздух. Ти пазам да не ми ногата. Са, прикатна, што има нека друга полука, али јас не можам да разберам како. Има, сигурно. А те праша нешто. Кај се влачите? Да се појде да барат помош. Сигурно го фатиле патот. Зошто? Ја ви нека зошто. Шеќер. Брашно. Ова, ори се. Види ги ти свињари.
тие како поминуваат преку контрола. Ајде е моја работа. Моја работа да се задржам она што го пишува на камионот. Каустична сока. Тоа е работа на мојот надлежник кој моментално не е тука, али мора пристигне за неколку часа. Моја работа е меѓу време, кога има сообраќајна несреќа, ја да одам да регулирам сообраќајот. А сега мора видам да го правам тоа, зашто знаеш тоа ми е работа, ја немам што... Ова е совсем си изматувила, замрднала, види ја. Да, си изматувиш. Да е. Не брат, ние си изматувишме. Цел живот работиме, слугуваме, зашо? Да ве гази на храна. Тој е глопој. Да ќе направам, не може ово сега. Зјам некој пакет за нова. Салам си? Јас да не зацалам. Да морам да кажам. Шо тоа? Од утре поке да работиме. Како не работиме поќе? Така, сите 6000 работници доби отказ. Сите 6000? Не, 5998 и ние 20 глупаци. Зашто? Зашто е затвора фабриката? Не е затворат, се преместват негде. Негде ке ще работа на рака е по-ефтина очигледно. Ма работа на рака, нигде не е по-ефтина отката. Очигледно негде е. Негде е. Не мрдете! Останете каде што сте. Е, овој пат, Бога ми ве пати. Опа, сега и двете сте бремени. Какво ни ке беше таа брзина, море? Што од почетокот знаете дека тоа јас некоја мушка тука овде. Не! Не мрдете, вратете се во правобитната позиција. Ова е напълно. Па за каква мучка вие зборувате тука мене да ме... Сепак на крајот не го изгубихте своето детенце, а Бога ми вам треба да ви се честита. Се за 5 часа. Успеавте да водите љубов, да забремените и на крајот да стигнете до 9 месец. Да не сакате и да дојдете? Вади ги раците! Вади ги раците! Цело ден гледам само трудници како се шетат. По возможно ли е сите жени од овој Бог да се истовремено во благословена состојба? Сите жени, девојки и една баба видам. Тоа е се, од чест на светата Еулалија. Ајде, закјути. Да. Таа е мужицата која што никако не можеше да има деца. Закјути, бре. Кога имала 60 години, Господ Бог ја смилува. Закјути, ајде. Незиниот сопруг имал преку 80 години. Значи, знаете како е сега силата на верата. Велат дека тој почнал веднаш после... знаете. Сега во секој случај, ние жените од овој крај, во чест на тоа чудо, ние 3 дена ја носиме лажни труднички стомаци. Види ти, чудо. Ото се случило во чудо. Од стомакот израснале рози, цела градина. Слушајте, немојте да ме засмеувате. Ајде, вадете да видам какви се глупости имате внатре на трупани. Секако, но тоа се уште не е завршена приказна. Се случило уште едно чудо. Детото, односно на сопругот, се стемнило пред очи. Леле, не гледам, леле, Бог ме казни, ослепив. Видите, чудо. И тогаш извикала светата Еулалија. Веруеш ли сад, он е верниче? Да, верувам. И пак се случило третото чудо. Од розите израснало дете од 10 месеци кое што веќе знаело да зборува и му рекло:
Ajde, vadete ги тие рози, што се натрупале тука цела нива во стомациве. Добро, вие не верувајте. Да не спаде после дека не ви кажав. Како тоа проклетство ми вели ќе ме Окей, стане? се пак да пееме. Света Еуларио, о богињу стомака, покажи невернико колека си јака. Нека оног што не веруе у чудо, достигне твое проклетство худо. И нек му се прво све пред очима смркне, а ако и онда не поверуе, не цркне! Што е сега тоа? Гледај, излетала салата. Салата! Баш салата тука, марула, блитва, тука зелка една. Па какви марули, какви зелки, какви се тие глупости дробени? Гледај кај мене еден кеј. Господе, кејки марула, глупости дробени живи. Ама ние не го ставихме тоа таму, не гледате дека тоа е чудото? Чудото на мајка природа, баш милина. Не се рози сега, ама. Нису рози. А од каде информација кај нас падна? Тоа е чудото ви кажав. Нема рози, скапи се. Скудаци и код нас и код Точно! Значи, чудото се прави со тоа што се има при рака. Добро и? И што? Не имавме при рака со вас. И вака вие сопрузите ќе ви одат во кражба за вие имато што си правите важни стомаци. Таков закон не постои, а нема ни да постои. Да расчистиме. Добро, вие не верувате, ама јас верувам дека нема некој закон кој што тврди дека граѓаните, особено оние од женскиот пол, не смеат да носат мешана салата околу стомакот. Ма не постои такво нешто, јас ти реков тебе веќе. И? Ќе се врати. Добро, да не според дека јас не сум ви кажала. Тоа е чудото, а тој што не верува, ќе го снајде проклетство. Како проклетство? Баш да видам. Нема светло! Како тоа нема светло? Па нема струја, премица, нека даш! Ма јас гледам и
Čega brigadirот само најмашни напред тие случаите. Ча? Еле, како да остава не смешиш овие говнаи? Извинете, да ве прашам нешто? Еле, колку наликува... Скроз? Люкна, дај. Иста. На кој личам? Наредничка Бејти? Не, мислија кога имам некоја гледам некоја комедија, по која пред месец гледав, кој еден лик да играше сите можни улоги. Јас сум од погребалното. Простете, малце беше спонтано. Нема проблем. Уживајте. Многу тако ќе ме видат, реагират, ама да ти кажам, јас кога се видам некој во гледало се викам. Јас така. А иначе убочу сте, не сте лошо, не сте да сум најден. Абе, фала, туку. Сакам да ве прашам да не знаете да не живеј тука негде некој сер до Прамполини? Да, на третиот спред живе горе. Со срцето мака има. Да, ама не, тука нема тука. Цело време тој на болница е. Си има проблем. Тој почи. Оу, црта Прамполини. Ами тоа опусам 10 години колку. Само, јас сакам да ве прашам, не, да ви кажам, дека што туку доаѓам од болница и требаше да го говорам таму, ама не го најдов. Односно, за среќа, за несреќа тој не беше таму. И реков ќе дојдам тука, ќе го најдам. Тука е? Ако умре, не знаеме, ама... Зашто како некој заговараш ти него? Затоа што требаше да му доставам тука ковчег. На неговите, некој од неговите ќе биде тука да ми подпише договор. Оу, тешко. Син му цело време на работа, нема шанси да види. А вие тука станувате? Да, баш тука. Епа супер, се е средено. Јас ќе го земам сега ковчегот, ќе го донесам овде, ќе го качам на кајбат. Чекай. Кај мене, ковчег. Кај мене, ковчег. Нема шанси стан да опитам. А плюс станам едно собет, нема да особери. Ама ковчегот не е многу голем. А ако ја тргнеме неговата мрачна улога настрана, знаеш колку е декоративен? Декоративен тој бил, да. Добро, друг проблем има. Малце клуче го заворив кај него и не може да влеземе, сега тука го мисли некој. А вие ми личете на добар или човек да ви го оставам? Јас нула, нич добар во мене, не. Чекајте, јас имам едно решение, ако е решение, да го несиме ковчегот кај мене дома, само ако имате доверба. Како да немам доверба, просто не знам како да ви се заблагодарам. Не, нема ништо, не треба само да возбра да ми направите на услуга. Нема проблем. За вас може и со попуст во хорот локални ангели. Не мислев на тоа, туку, знаете, овие работите се осетливи, ќе наврнато дождо, туку ковчегот сигурно има капак, се надевам, па да ги пикнеме сите овие работи во ковчегот. Ковчегот? Вака, ковчегот? Сиромашен, ама капак има капакот во никој случај не сме да не остасува. Така, како што кажем народот, на секој домче му треба капаче. Вие сте смртно шеповите, јас сум сега ќе го земам и ќе се вратам. Сите умрат.
Како сум? Ще направи с времето, го изгуби? Не, sve je prošlo kako treba. А ти како сум? Ајде разкажи ми, те молам. Znaš, bolje da ti spasija ispričam može. Зошто спасија? Zato što, znaš, neke stvari ne možeš govoriti, da? Čekaj sam. Pardon, da влегувам? Влезете, слободно влезете. Не е тука бригадирот. Ова е гробарот. Ајде, Ристо, излегна од сандуко. Ристо, излегна од сандуко. Ристо! Заспо една. Стан да гајде. Заспав малце. Заспа. Да знаете што се случи. Ало се спачајте. Сонват и да бригадирот тука и спасија. Моја, ја надува со водород и така тој се поду и почнал да лета по балони. Па да не почнам да ми раскажам какви се други работи. Дутри ќе ми раскажам. Само, ќе мора некој да ми подпише за пробот. Ево ова. Подпиши ми тук. Може со бака да жубака. Тие сме бака. Вие базете во сега. А сега јас мора да одам. Ама Не да идам видите ништо? ништо, не идам јас на тоа што смејам, сега мора да се види не забрзо. Не забрзо, не, никако, не. Ајде. Dobro večer. Родител? Се родител, детето или уште не? Eto ti, ajde ja da vidim ti mi nešto sada. Спасија! Шо ти е со стомагот, Спасија? Кажи ми, шо ти е со стомагот, Спасија, кажувај! Поради преседувањето или не? Taka neka mi se. Како така некако, дали е поради тоа или не? No сега како да објаснам, не беше баш така. Знај. Што ти реков? Ама е дочукната, па треба да се да дочукниме, да закоиме, ти да прави за скрес. Добре. Така уште требаш. И тебе? Оти не ја прашуваш. Pa je uspile od kaj da stoji, kaj spiješ li? Сигурно не оперирале бубна. Не сам. A ova v krsten razpite? Jaz tukaj od bolnice idem, za vие da me napagate. Pa ta, ki го izgubеше своето дете, а јас можам да й помогнам. Јас сакам да бидам солидарна. Како што ми кажуваше ти, не ми кажуваше? Да. Фала ти, Спасија, ти стварно си прекрасна жена. Го спаси наше дочеро. А што, она не бил капак? А, тоа! Не бе, то не е никаков капак. Ова Љубе го купи, го слушна дека ќе добија бебе и одма го купи. Ова тоа не прави. А, ово ти толку Па се обесува на тавана, да лува. Аз не што пречу глупости, детето расти нестабилна должина. Значи расти, ние во фамилијата високи сме, Спасија, така. Слободно е да не ви смета. Зато што ти текна да дојдиш.
na detето, него слушай, има, кај го остави да ми паднал четник, да го взема, по скалите има паднал по скалите. Синко, на, вземи. Ај, регулирај го стариот, ако сакаш и ти мене, ај. Ај ти за тату зад njemучката. Сага за татко. Шо е ова? Па те носев не на школу, знаеш да читаш, бе. Гледам. Тука вели не сме платили кирија веќе 4 месеци. Избрка од зградата, газдата ми го даде то. 3-4 месеци кирија немате платени. Спасија! Не, види го ти него му вика на времена жена. Па ти сакаш да го уплашиш детето, пак да се роди предвремено, пак да го пресадуваме, то сакаш? Сакаш нешто друго да ми кажеш, да ми објасниш? Во Да. што е работата? Да, не ја плаќам струјата, не ја плаќам газот, а не ја плаќам ни киријата 4 месеци. А јас зашто работам цел век? Да ми се ича! Зошто не ја плаќаш киријата? Не ти давам пари. Зошто за целите пари што ви заработуваме јас и ти заедно, едва и го преживуваме месецот и едва и те храна не служате ми. Не плачи. После тука ја заборев уште една работа. Кој е сега? Кај бре една кеса, онде кај што си пијам ракија од старана, кај што се пијам. Кај бре? Ова, пошупана, кај што си пијам ракија и кај што има само ракија. И ова не е мое, од ивакви вражулиња не чува ја. И си одам сега. Оре, каква е кучка она. Чао, тато, чао. Шо е ова? Путер, марува, макарони. Да. Тоа е робата која што јас ја купив по намалена цена од самопослугата. Ја купив од самопослугата? Да, пола го платив, другото го здиплив. Го здипли. И ти? Да, и ја. Значи ме да лага, а? Не, не е вистина. Таа не крадеше, таа мене само ми помагаше. Зошто лажеш? Па готово ја се скринав. Се скринав добро. Спасија. Салам си. Дали си салам? Види позади креветот. Види. Ајде види. Си крадел? Сум крадел. Сум крадел. Не, јас не сум Не, крадел. уби ме, заради тоа што мене ми се смачи овој крпен живот. Мене ми е марка, повеќе од кого што тебе. И целиот тој пламен за тоа пожртвувањето твое и како треба гордо да се стегне ременот пред работничката класа, не можам веќе. Не можам. Кој е, бе? Готово. Јас не можам тука да се правдам. Кој е? Јас гледам. Гледам јас. Христо си помолете помощ. Ај, света Валио,
Ajde, благодарам, фино ми брат. Ама јас имам стомак. За бремени. Јас сега мајка сум. Не, скапта. Ти благодарам свето Ларија, света Ларија, ти благодарам. Сите го држа, да? Не го оценирам. Добро? Не знам. Што ќе правиме сега? Да, што ќе правиме? Сега ќе ви кажам. Ајде смирате се, јас ќе Се слуша? Ќе ве замолам сите да останете на своите места. Ја поканувам председателката на Општинската организација на Црвен крст Битола да дојде и да ги поздрави волонтерите со еден говор. Не менете, ќе пропуштите нешто битно. Заминавте веќе, добро. Почитувани волонтери, гледате е таква е нашата волонтерска работа. Едниот волонтер отиде професионално да работи, благодарност до Никола Пројковски. И нормално, нашиот Кико, нашиот волонтер, мора да не најави, ја презема сега улогата на водител на овој настан. Благодарам. Почитувани градоначалник на општина Битола доктор Тони Коњановски, почитувани волонтери, пријатели, поддржувачи на мисијата и идејата на Црвениот крст. Волонтерството е дел од историјата на речиси секоја цивилизација и се заснова на идејата дека глобалното не завршува тука, туку започнува со локалното.
Волонтерството игра важна улога во благосостојбата и напредокот на секоја земја. Денес сакам да им изразам почит и голема благодарност до сите волонтери на Општинската организација на Црвен крст Битола за нивната несебичност и пожртвуваност во извршување на нивните секојдневни активности. Да се биде волонтер на Општинската организација на Црвен крст Битола значи во себе да го имате златниот клуч кој отвара многу срца, а тој клуч е хуманоста. Значи да сте дел од 17 милиони волонтери на Црвен крст и Црвената полумесечина. Значи да сте дел од оние кои ги разбираат различностите, се борат за промоција на хуманите вредности, поседуваат способност да влијаат за позитивни промени, така што ќе бидат добар пример и ќе ги инспирираат другите. Можам слободно да кажам дека јас сум најгордиот председател на една општинска организација на Црвен крст, затоа што ги има моите храбри, пожртвувани, непристрасни, најдобри, хумани волонтери. Но сметам, не се тие само мои, тие се и ваши, или како што другите милуваат да ги наречат оние битолчаните, оние децата од Широксопет. Така сме познати во цела Македонија. Сакам да ја искажам една голема благодарност од моје име и од името на нашата општинска организација, на нашите вечерашни актери, кои успеа само за 2 недели припрема да ни пружат незаборавни моменти. Деца, благодарам. Ова цвеќе е на менето за нив. Малце ќе говорим емотивно. Кога идат и разговарат и се консултираат со мене, јас се инспирирам од нивните идеи, од нивната верба во хуманоста, од Црвениот крст. Од нив ја собирам силата. Овие волонтери, овие деца се двигатели на нашата организација. Овие што ги гледате овде на сцената, тие зад сцената, тие меѓу вас и уште многу други. Уште еднаш благодарам. Сега сакам да ви се заблагодарам. Димитар Балуловски. Лина Христовска. Ана Марија Ристевска. Филип Ровчанин. Нина Стефановска. Кристијан Крстевски. Антонија Цветановска. Ова е нашата лидерка на млади. Лина Чашитовска. И Иван Јовановски. За мене сите се еднакви, совршени. Но само еден е волонтер на годината. Го повикувам градоначалникот доктор Тони Коњановски да го прогласи волонтерот на годината.
кажам, лелја чест и задоволство вечера да се биде со вас, со најмасовната волонтерска организација во светот, која кажавте 17 милиони луѓе брои. За тоа не сакам да зборувам, зашто навистина децата од Чироксокак се препознатливи по своите лечиња и се присутни на сите манифестации кои заедно ги организираме. Би сакал на сите да ви заблагодарам за соработката која имаме со општина Битола, за сите активности, сите идеи кои ги давате и ние ви стоиме секогаш тука со вас да ги реализираме уште многуте проекти заеднички. Навистина вие сте нашата иднина и онака како што кажа ти со еден трепет во душата да се каже дека јас и како лекар тоа го кажувам дека вие сте нашата надеж, нашата иднина и се ќе направиме да останете овде со нас. Вечерва проследивме прекрасна представа, видовме дека младите не само во на што го секојдневно ги среќаваме и го работат во сите оние активности и во глумата се покажале. Никола Пројковски се добро се потрудил за толку краток временски период да ги оспособи сите и да ги спреми. Вечерва, како што кажавме, треба да го прогласиме волонтерот на годината. Вечерва со нас волонтерот е тука на стената. Вечерва тоа е еден од представата млад господин сопруг, кој не ги познава многу добро тајните на женскиот карактер, пременоста, маслинките и солилото. Тука е со нас вечерва нашиот Христо од представата. Димитар Велевски. Che